Градот Скопје денеска започнува со целосна реконструкција на улицата која што се наоѓа во срцето на општина Чаир, тоа е улицата Џон Кенеди во должина до околу 1200 метри. Овдека во наредните 30 на дена ќе извршиме целосна реконструкција на коловозот, меѓутоа и ќе внесеме една новина на Џон Кенеди што досега нема, што веќе може да ја видите, тоа е изработка на велосипедски патеки со цел да на граѓаните и од овој дел од градот обезбедиме алтернативен начин за сообраќај. Станува збор за освен реконструкција на коловозот, изграда на велосипедските патеки, ќе извршиме целосна нивелација на шахтите, меѓутоа и замена на рабниците онаму каде што се оштетени, со цел да обезбедиме што е можно поквалитетна и подобра инфраструктура. По северниот дел на Скопје одгласот од граѓаните особено е позитивен, од причина што освен овдека на Џон Кенеди, наредната недела започнуваме и со македонско-косовска бригада, веќе изграден Христијан Тодоровски тапош, веќе се гради Босна и Херцеговина, неколку кружни текови се одизведени со цел како стратегија на градот да обезбедиме рамномерен развој на инфраструктурата, бидејќи овој дел од градот и оваа улица конкретно и овие кои што ги набројав биле надвор од плановите за било какво десување. Да покажуваме нашата инаквост, затоа што јас навистина длабоко верувам дека сите граѓани во Скопје треба да имаат подеднакво исти услови, особено кога инфраструктурата во прашање за живење, и во договори, разговори со општина Чаир ќе влеземе во по-неприкосновена борба со цел да почне да владее правото и на територијата на општина Чаир, да тој имидж кој што го има едноставно исчезне, да влеземе во една квалитетна урбанизација на деловите од градот во општинава кои што се навистина субстандарди и кои што токму заради недостаток на вакви работи кои што сега ги работиме, всушност и биле запоставувани толку долго време. И замолувам граѓаните, како и секогаш, бидејќи станува збор за околу 30 на дена, јас очекувам до крајот на месецот дека ќе завршиме на потегот на Џон Кенеди, да бидат трпеливи, да ги почитуваат сообраќајните прописи, да го почитуваат сообраќајниот режим, затоа што квалитетната инфраструктура е тоа што следи после овие гужви кои што ќе се створат во периодот. Благодарам.